Почитувани, добар ден. Ние продолжуваме со програмата Радио што се гледа. Разговараме на актуелни теми и овој пат, а секако една од најактуелните теми во државава е покрај сите кризи кои што ни се случуваат, усогласувањето на минималната плата, но и она што како барање беше од неодамна напоменато од синдикатот на УПОС или синдикатот на работниците од управата, правосудните органи и здруженијата на граѓани, чиј скратен назив е токму УПОС, иницијатива за скалесто порамнување на платите на администрацијата. Радио Пела беше присутна на собирот, информативен состанок и пресконференција што се одржа во општина Прилеп, во големата сала, минатата недела. Некои работи, некои прашања не ни беа јасни нам на новинарите, ги поставувавме таму, добивме одредени одговори, но сметам дека овој разговор дополнително ќе допринесе да се добијат одговори за јавноста, да им стане појасно што тоа бараат административците или поточно што е она што го бара синдикатот на УПОС кога се бара усогласување на колективниот договор со скалестото покачување на платите, односно како иницијална каписла беше тоа усогласувањето или покачувањето на минималната плата. Дали оваа иницијатива која што започна со трипартитното договарање меѓу синдикатот, државата, односно владата и работодавците, беше иницијална каписла за и УПОС да побара она што им следува на административците. Ова е само дел од прашањата, сега само ги начнувам. Со нас тука во студиото е Бошко Талески, председател на синдикатот на УПОС во општина Прилеп. Добро ни дојде во студиото. Се надевам дека ќе имаме доволно време да ги објасниме сите неразјаснети одговори кои што досега си ги поставуваа луѓето. Да започнеме од тоа, од кога започна оваа иницијатива за почитување на колективниот договор. Рековте на средбата дека општина Прилеп беше меѓу првите која што го потпиша овој колективен договор. Вие сте на чело на синдикалната организација од минатата година, од ноември, така рековте. Да. Што е она што како празнина го има во синдикалните барања и неисполнување на синдикалните права на работниците од администрацијата? Така, ви благодарам за поканата да бидам гостин во вашиот медиум, исклучително слушат, ценет, затоа што секогаш се трудите да бидете на фреквенција на добрите информации и да бидете поблиски до нашите сограѓани и на ваков начин да ги објасниме оние работи кои што можеби добиваат едно поинакво значење во пошироката јавност. Ви благодарам и за најавата, благодарам и за прашањето. Значи, вака хронолошки да почнеме. Јас сум председател на синдикалната организација при општина Прилеп од ноември месец. И од првиот ден, утврдувајќи дека немаме колективен договор, немало долго време, уствари воопшто и немало уште од самите почетоци на осамостојувањето на нашата држава, од почетоците на децентрализацијата, или фискалната децентрализација од 2005 година, јас како председател заедно со синдикалната организација вложивме максимални напори да дојдеме до овој колективен договор, кој што колективен договор е всушност еден устав во една институција. Без тој договор, навистина, не се знаат ни правата, ни обврските, нити на работодавецот, нити на вработените. Јас, за волја на вистината, мора да кажам дека ние како државна администрација, значи како вработени во единиците на локалната самоуправа, ние сме државни службеници. И како такви државни службеници сме рангирани во 4 групи. Значи, според каталогот на Министерството за информатичко општество, првата група е групата А, во која што во моментов спаѓа секретарот на општината. Значи, по работна позиција е само секретарот на општината. Втората група е, условно кажано, раководниот тип на општината, односно раководителите на одделенија, помошниците раководители на сектори и раководителите на сектори. Во групата В спаѓаат сите оние кои што се вработени со високо образование, односно од стручен соработник, помлад стручен соработник до советник. И во групата Г спаѓаат сите оние кои што се вработени со средно образование, односно тие се од помлад референт до виш референт. Ние од почетокот
наметнавме едно силно темпо на преговори со нормално, условно кажано, управата на локалната самоуправа, поточно со секретарот на општината и со правниот тим, за да можеме да дојдеме до едно квалитетно решение во делот на колективниот договор. Ние имавме неколку нацрт верзии. Нормално дека тие преговори се, како да кажам, долготрајни, не се секогаш пријатни, заради тоа што спорите околу различни законски решенија кои што ги утврдуваат правата, но исто така и обврските на вработените во државната администрација, по конкретно во единицата на локалната самоуправа. Од кога ја имавме конечната верзија, како предлог верзија, ние ја доставивме на увид на сите вработени, таква е и законската процедура, и ја доставивме на увид на Советот на општина Прилеп. Апсолутно никој во тој временски период, дури и ако е предлог верзија на колективниот договор, никој немаше против. Напротив, Советот на општина Прилеп со одлука на советниците, едногласна одлука на советниците, даде препорака градоначалникот на општина Прилеп, заедно со мене како председател на синдикалната организација и заедно со председателот на УПОС, како репрезентативен синдикат, да го подпишеме тој колективен договор. Тој би рекол свечен чин се случи на 30 декември 2021 година и е со важност од 1 јануари 2022 година. Целта на ова колективно договарање беше многократна. Ние се најдовме пред една сериозна енергетска криза. Ние се уште не сме излезени од здравствената, односно пандемијата, како криза. Континуирано се најдуваме во некаква економска криза. Така да буџетот семејниот буџет на вработените не само во општината Прилеп, туку во сите државни институции, во сите училишта, средни и основни, во градинките, во високото образование, во сите фондови, се испод просечната за оние со високо образование, односно испод минималната за оние со средно образование. Како може да биде под минималната, кога минималната плата се договара на ниво на држава? Тоа е она што не беше јасно кога беше и средбата во општината. Значи, вака. Зошто да биде под минималната? До 2014 година, платата на претходно споменатото ниво на средно образование, вработени во државната администрација, тоа е ниво Г. Тие се распоредени од Г1, значи виш референт, до оној кој што денеска треба да дојде на работа, без никакво работно искуство и без никакви претходни искуства или знаења, но со својата диплома. Значи општа квалификација. Општа квалификација, но за работа во државен сектор. Тој е селектиран, вработен, е селектиран преку тест кој што мора да се помине во Министерството за информатичко општество. Сиот проблем настана кога минималната плата во стопанството почна да расти, додека минималната плата на овој претходно спомнат кадар во државната администрација остана на исто ниво. Ние сме рангирани, значи, во тие нивоа и нашата плата е организирана на начин што има основна компонента и дополнителна компонента. Основната компонента, како и овде кај вас, како и во приватниот, така и во државниот сектор, ја сочинуваат звањето, значи звањето кое што произлегува од систематизацијата во самата институција и дипломата. Значи, дипломата и звањето носат определени бодови, чија што вредност ја утврдува со уредба владата на Република Македонија. Ако е искрена владата на Република Македонија во своите намери да биде навистина и добар медијатор помеѓу Конфедерацијата на работодавачи и Сојузот на синдикати на Македонија, но и да биде и добар работодавач, тогаш паралелно со усвојувањето на минималната плата, треба да се изврши и корекција на бодот по кој што се рачунаат платите на вработените во државната администрација. Ние тоа го немаме. Значи ли тоа дека вакви корекции немало ни досега? Ни досега немало такви корекции, но во еден момент,
кога платата во 2014 година беше со односот на минималната плата во државниот сектор и минималната плата во стопанство утврдена на 8.000 денари, разликата беше 12.000 денари во државниот сектор, 8.000 во приватниот сектор. Денеска, 2022 година, од 1 април, платата во стопанството ќе биде 18.000 денари, платата на вработените во државниот сектор, ако остане да се рачуна спрема овој систем на бодирање, ќе биде 14.100. Јас упорно зборувам. Има разлика, има голема разлика помеѓу минимална плата во стопанство и минимална плата во јавен сектор. Со должен респект кон сите вработени во стопанството кои што допринесуваат, ја обезбедуваат платата и така натаму, но се надевам дека ќе ми дозволите и да го објаснам. Секој оној кој што малку се занимава со општествени науки, учи или така натаму, знае точно дека минималната плата е еквивалент на минимален труд. Во стопанството, минимален труд е труд кој што е организиран без никакви претходни знаења и без никакви претходни искуства. Значи, денеска со должен респект кон поединци кои што имаат можеби и високо образование, па заради тоа што се донесле во ситуација, односно државата со својата неадекватна стратегија, политика и така натаму, заради обезбедување на своја и екзистенција на семејството, морат да работат на работни места кои што се ниско позиционирани, односно за минимална плата. Значи, тие веднаш влегуваат во работниот процес. Во стопанството зборуваме. За разлика од тоа, во државниот сектор, тој кој што влегува со минимална плата, тој има силна одговорност. Првин селекцијата е направена преку државните институции, односно Министерството за информатичко општество, а подоцна и самото работно место него му носи сериозна одговорност, се работи за документи или поднесоци од страна на граѓаните кон администрацијата, кои што доколку нешто не е во ред, можат да завршат со кривични и прекршочни постапки. Сакате да кажете дека одговорноста е далеку поголема и заради тие причини велам дека не е ист минималниот труд и минималната плата во стопанство, со должен респект на луѓето, нагласувам уште еднаш, и минималниот труд и минималната плата во државниот сектор. Јас можам да ви набројам милион на места, работни места во државната администрација, кои што се со средно образование и се за минимална плата и минимален труд. Вие денеска имате референт за утврдување на даноци. Вие денеска имате референт за наплата на даноци, референт за утврдување на комуналии, имате комунален редар, имате референт кој што е дел од комисијата за јавни набавки. Само противпожарната единица да ја земам како пример во нашата општина. Од 33 вработени, 32 се со средно образование. Така да, навистина, имам респект кон тие работни позиции и затоа синдикатот, превенирајќи сите овие ситуации, се потруди да склучи колективен договор со единицата на локалната самоуправа. За волја на вистината, ние пред време го затворивме прашањето со минималната плата, она што денеска го промовира владата на Република Македонија, и го затворивме вертикалното зголемување на платата на вработените во општина, во единицата на локалната самоуправа Прилеп, она што денеска го бара опозицијата. Ние немаме никакви потреби нити од предупредувачки штрајкови, нити од протести, нити од некакви други чекања на усогласување на законската регулатива, затоа што колективниот договор е веќе потпишан и тој не излегува од надвор од законските рамки. Јас ова што го зборувам. Има и една друга дименсија. Барем 95% од вработените во јавната администрација, во државната администрација, се испод просечна плата. Барем 40% се испод минимална плата. Ние, на таков начин, покрај оваа актуелна генерација на административци, ќе имаме за многу брзо време сериозен проблем
да се екипираме согласно надлежностите кои што ги има единицата на локална самоуправа. И не само општина Прилеп, туку и сите единици на локални самоуправи. Единиците на локалните самоуправи треба и мора да бидат не само генератор, туку и носител на локалниот економски раст и развој. Јас вака јавно да прашам. Кој млад инженер, архитект, електроинженер, градежен инженер, хидроинженер, статичар, статистичар, IT инженер, кој би дошол да се вработи во државниот сектор за 22.000 денари плата. И при тоа да има сериозна одговорност која што на крајот може да завршува со било какви постапки против него. Сакате да кажете, да го сведиме сега на прости чинители разговорот, сакате да кажете дека дури и одредени занимања кои што се високо позиционирани во државата, не само кај нас, туку и надвор, и кои што се многу добро платени, истите тие занимања има потреба општина Прилеп, но не може да ги примаме луѓето кои што се кадарни тоа да го работат, од проста причина што можеби и двојно помалку ќе земаат плата според овие сега законски рамки и колективен договор кој што е подпишан. Јас наедноставно тоа ќе го презентирам со пример. Неколку градежни компании во нашиот град имаат сериозни потреби да инвестираат. Значи во поголеми, крупни, административно-деловни или стамбени објекти. Оние кои што треба да ги издадат сите дозволи, да ги ревидираат проектите и така натаму, треба да бидат градежни инженери или архитекти. Општина Прилеп во моментов располага со минимален број на луѓе кои што можат да одговорат на сите овие барања. Заради тоа што во секторот, да речеме за урбанизам, се и барањата за легализација, се и барањата за изводи од детални и генерален урбанистички план, се и барањата за утврдување на точни податоци, адресни податоци кога ви требаат за остварување на некое право во врска со лична документација. Сета таа неекипираност. И сега, но и на долг рок, доколку не бидат, условно кажано, примамливи платите во државната администрација, тоа ќе биде голем хендикеп за цела државна администрација, односно за сите единици на локална самоуправа. Едно е да бидете архитект или градежен инженер во градежна компанија и да имате одговорност само за одреден проект. Друго е да бидете архитект или градежен инженер во единицата на локалната самоуправа, каде што 3-4 проекти треба паралелно да дадете одобрение за градење. Доколку сгреши архитектот, со едноставни зборови кажано, во градежната компанија, нема никаква одговорност, заради тоа што неговиот колега во општинската администрација мора да го ревидира проектот и да го усогласува. И 100 пати да се враќа тој проект, одговорноста е на колегата што работи во секторот за урбанизам. Во единицата на локалната самоуправа денеска немате ниеден IT инженер, немате време на енергетска криза, немате електроинженер, време на можности во земјоделието. Општина Прилеп е најголема по површина. Огромни се можностите за инвестирање во земјоделското земјиште. Во општина Прилеп нема ни земјоделски инженер. Вие денеска општината треба да на долг рок да возможува локален економски развој таму каде што ги има апсолутните и компаративните предности. Како ќе се развиваме како општина, каде што 70% од населението, да речеме условно кажано, е земјоделски ориентирано, зборувам тутуно производители и така натаму, во општинава нема земјоделски инженер. Навистина, во општинава нема ни хидроинженер. Во општинава вие сте сведоци. Нонстоп, значи имаме проблеми околу проектирањето и изведувањето на улиците, па отпосле истите тие улици се прекопуваат заради тоа што е пропуштено нешто што требало да биде дел од инфраструктурата во тие улици. И навистина не е во ред вака да бидеме поставени како општина, туку во наредниот временски период би требало оваа борба наша синдикална е толкму да ги привлечиме сите оние најдобри кадри за да овозможиме најдобри услови
услуги како јавен сервис на граѓаните. Друг начин за развој за локален економски развој, за развој на општина Прилеп, јас навистина не гледам. Ова не е само синдикална борба. Ова е борба на сите заинтересирани во ова општина да биде една од репрезентативните општини во нашата држава. И тука вклучувам, да речеме, најпрост пример да кажем. Еве, синдикатот е на солидарна основа постои. Со колегите од СОНФ разговараме. Воспитувачка во Градинки, 22.000 денари плата. Таа ги става темелите на еден добар однос на детето во животот, така. Наставник во основно образование, 23.000 денари основна плата. Наставник во средно образование, 25.000 денари плата. Високото образование, прашајте сами да видите. И ние сакаме да имаме стручни кадри, ние сакаме да имаме кадри кои што можат да се носат со предизвиците на времето? Јас мислам дека не. Значи ли тоа дека и барањата од СОН кои што испливаа на површина изминативе неколку дена се слични со вашите? Колку соработувате со сродните синдикални организации и на каков начин ова ќе се решава? Но еве да едно обично прашање кое што беше наметнато во општина Прилеп, кога беше присутен и претседателот на УПОС, Дејановски. Рековте дека Советот на општина Прилеп едногласно ја прифати. Го прифати потпишувањето на колективниот договор. Тоа е потпишано од градоначалникот Борче Овчевски. Што понатаму? Дали зголемувањето на платите зависи само исклучиво од потпишувањето на колективниот договор и да усогласување со зголемувањето на вашите плати, или пак е потребно и други подзаконски акти, вклучително со измените во Законот за минимална плата, кои што ќе придонесат да нема конфликт на закони, колизија на законодавството. Што е потребно сега да се прави? Ништо. Значи во овој момент потребно е Советот на предлог на градоначалникот, односно на раководителот на секторот за буџет и финансирање, да измени одлуката за утврдување на висината на вредноста на бодот. Таа одлука ја донесува секој совет на општината? Таа одлука ја донесува секој совет на општината. Таа одлука во моментов мора да се прилагоди на она што значи минимална плата во моментов. Во моментов минималната плата е 15.194 денари. Значи сега во ние бараме усогласување во овој момент со актуелнава минимална плата. Во април месец, доколку се изгласа новата вредност на минималната плата, нормално дека ќе побараме усогласување на вредноста на бодот со новата минимална плата. Значи, друг избор нема ни синдикатот, немаат ни вработените. Јас во текот на денешниот или утрешниот ден, значи во соработка со претседателот на УПОС, ќе пратиме една опомена до Советот, до секретарот на општината, до градоначалникот и до раководителот на секторот за буџет и финансирање, да видиме зошто има пречка во остварувањето на деловите од колективниот договор. Кое беше објаснувањето, бидејќи се очекуваше? Значи во моментов јас немам официјално објаснување зошто нема точка на дневен ред во кој што и исто така оваа опомена претужба ќе биде и до советниците од сите политички партии што го сочинуваат Советот на општина Прилеп. Јас би сакал сите советници едногласно да прифатат одлука за зголемување на вредноста на бодот, заради тоа што непочитувањето на колективниот договор носи определени прекршочни, кривични пријави, одговорности. И заради тие причини, ние сме можеле да спориме пред да се потпиши колективниот договор во тој дел како да ја усогласиме платата на вработените во единицата на локалната самоуправа Прилеп. Денеска, значи не можеме да спориме, денеска е во сила колективниот договор, но има уште една работа. Дури и да се вратиме пак да преговараме, нема друго поинакво решение од минималната плата. Нема на што да се темели платата на вработените во државната администрација. Ние во овој момент, нашите црвени линии се минимална плата. Нака предложат која да биде црвената линија од каде што треба да почне да се рачуна минималната плата во државната администрација.
Во овие година-две, тоа е усогласена политика и со синдикатот на УПОС. Заради енергетската криза, заради економската криза, заради пандемијата. Значи, ние имаме разбирање за севкупната ситуација и во општина Прилеп, и во државата, и во регионот. Се надеваме дека сето ова еден ден полека ќе се нормализира. Нашите црвени линии ќе бидат да се врати соодносот на минималната плата во стопанството од 2014 година со минималната плата во државната администрација. Тоа во нареден временски период. Јас се надевам секој колективен договор има рок на трајање од 2 години, дека по 2 години ние ќе разговараме за други услови за вработување и за плата во државната администрација, се со цел, она што претходно го констатиравме, дека единиците на локалната самоуправа мора да се екипираат со стручни кадри. Тоа е основното. Значи, тоа е основното. Бизнес секторот може колку што сака да дава предлози и идеи, но темелот на доброто инвестирање е вистински силен јавен сервис општина Прилеп. Ништо друго. Јас вака во оваа прилика уште еднаш апелирам Советот час поскоро да закаже седница, макар и со една точка на дневен ред, и на таа седница да се утврди новата вредност на бодот. Ако е сега 81,6 вредноста на бодот, утврдена со уредба на владата на Република Македонија, а се крши законот за минимална плата, нашето барање е вредноста на бодот да биде 85,51 денари. Замислете, бараме зголемување од 4 денари и замислете во денари вкупно за најниското образование бараме зголемување од 500-600 денари, за највисокото образование вработените во администрацијата се вкупно 1500 денари. Ние потрошивме килоџули енергија да се докажуваме кој е во право или кој постручно треба да ги толкува законите и законските прописи. Во наредниот временски период за ден-два ќе стаса опомената претужба. Јас сакам сите поединечно да се изјаснат, а одговорноста е поединечна. Да се изјаснат кој е против спроведувањето на колективниот договор и остварувањето на правата на вработените во општинската администрација. Тоа е чисто за да ги поттикнете советниците да го сватат во суштина проблемот со кој што се соочувате како јавна администрација во општините, во единицата на локалната самоуправа, но и како што рековте, да се знае каква перспектива ќе има општина Прилеп како единица на локална самоуправа, со какви стручни кадри би располагала за да биде навистина вистински сервис на граѓаните. Јас сега предлагам да направиме една мала музичка пауза и продолжуваме понатаму, бидејќи има и чекори кои што сакам да ги образложиме во однос на вашите барања од страна на синдикатот на УПОС. За многу зборови кои не ги кажав јас, знаев и патеки кои водеа до нас. До овој миг ти одведи ме по оној звезден пат. Ти само знаеш дека влюбена сум јас. Одведи ме, одведи ме. Пелагонија Надланка. Пела радио. Слушам твојот глас. Ни цел универзум барам за да можам да те допрам, да те освојам, да те одведам по оној пат на љубовта, зашто влюбена сум јас. Одведи ме, одведи ме.
и само јас. Што постојам за тебе, само ти и само јас. Оставила е ме, само ти и само јас. Odvedi me, samo ti i samo јас. Што ме љубаш до мене, само ти и само јас. Што постојам за тебе, само ти и само јас. Оставила е време, само ти и само јас. Odvedi me, Почитувани, денешна тема на програмата Радиото што се гледа е барањето на синдикатот на УПОС за иницијативата за скалесто порамнување на платите на администрацијата, усогласување со колективниот договор. Со нас тука во студиото е Бошко Талески, председател на синдикалната организација при единицата на локална самоуправа Прилеп. Разговараме околу тоа кои се проблемите со кои што досега се соочувале како синдикат, на каков начин може да се реши овој проблем, кој што пак ќе има долгорочно, би рекла, отсликување на развојот на општините поединечно како општествени заедници кои што бараат стручни кадри да им ги решаваат проблемите на луѓето. Рековме дека тоа се услужни административни дејности, поедини сектори работат во сите тие општини, кои реално имаат и потреба од административни работници што ќе бидат на услуга на граѓаните. Како е решен овој проблем со усогласување на колективниот договор и вашите синдикални барања во останатите општини? Предпоставувам дека сте биле и во останатите општини, за да ни кажете како таму стојат работите и дали можеби секоја единица на локална самоуправа поединечно и за себе се ги решава овие проблеми во однос на исплатата на платите на вработените. Би требало да бидам лажно скромен или нескромен и да кажам дека овој колективен договор, значи јас како председател и овде на јавна благодарност до господинот Александар Талимчевски, кој што е секретар на општина Прилеп, и се разбира благодарност до сите претходни генерации на синдикални председатели, членови во синдикалната организација или сите оние кои што биле вклучени во изработката на овој колективен договор за да се дојде до вакво во моментов идеално решение, мислам дека е бренд колективен договор. Подпишан е прв пат во општина Прилеп. Вие го слушнавте и господинот Трпедеановски кажа дека прв пат во општина Прилеп е затворено ова прашање и дека од сега натаму сме во кампања сите единици на локална самоуправа да го прифатат ова или да го подобруваат ова законско решение, односно овој колективен договор. Веднаш после општина Прилеп го подпиша и општина Велес со неколку градоначалници, со неколку секретари на општини и со неколку председатели на синдикални организации. Нон-стоп сме во контакт да ги појасниме и да ги објасниме сите овие замки што може да бидат во колективниот договор. Пред скоро недела дена бевме со председателот на УПОС исто така во Битола и таму се формираа две групи на ниво на работодавач и на ниво на синдикат, и тие во наредниот временски период многу студиозно ќе пристапат заради тоа што се усвоени веќе буџети. Ова можеби со усвојувањето на минималната плата од 18.000 денари ќе има и сериозни финансиски импликации врз буџетите на единиците на локалните самоуправи. Меѓутоа, од друга страна, можеби тоа ќе изгледа во овој момент како нешто што ќе направи штета
со откажувањето на некои проекти, па со пренасочувањето на средствата за плати на вработените, но на долг рок тоа е добра инвестиција да се привлечат сите овие стручни кадри кои што можат да дадат сериозен допринос во развојот, локалниот економски развој на општината и подобрувањето на услугите што општината треба да ги пружа кон граѓаните, кон своите корисници, правни или физички лица. Јас се надевам дека во наредниот временски период овој колективен договор ќе биде колективен договор кој што ќе го потпишат скоро сите единици на локална самоуправа, сите онаму каде што нема таков колективен договор или онаму каде што тој колективен договор е направен со некои импровизирани законски решенија. Јас се надевам дека ние и во УПО сме разговарале многу пати, во нареден временски период сигурно дека ќе подготвиме посериозна стратегија по однос на ова прашање, заради тоа што ова прашање навистина заслужува огромно внимание. Овде не се работи само за... Овде мора да се дефинираат и правата и одговорностите. Јас не велам дека во општина Прилеп вработените се идеални. Меѓутоа, еден конформистички пристап од типот дека ние не сме платени, па сега такви услуги пружаме. Тоа е оправдување. Тоа не треба да биде оправдување. Значи, во една сериозна институција, првин се утврдуваат правилата, се утврдува платата и на крај или паралелно се утврдуваат одговорностите. Ако е добро платен, мора да има и сериозна одговорност. Значи, секој еден, така и во приватниот, така и во државниот сектор. И никој во сериозни приватни фирми, институции, ако ни се репер и тој менеджмент треба да го пресликуваме во единиците на локалната самоуправа, не си троши енергија за докажување на платата на вработениот или за нормирање на неговиот учинок. Тоа се подразбира. Само се унапредуваат тие права и тие обврски. И така се оди во еден побрз проектиран раст и развој. Друг рецепт економијата и општеството не познаваат. Со конформизам никој не може да промени и да направи локален економски развој. Ние денеска, просто да земам, имаме буџети на единица на локална самоуправа и нашиот буџет исто така, се зборува за капитални проекти. Јас сакам да прашам, какви капитални проекти се, ако вие изградите кружен тек, мост, реконструирате булевар, то се едни заостанати погледи на креирање на буџети и тие работи. Вие денеска морате да имате буџет во кој што секој денар од граѓаните ќе го инвестирате во нешто што ќе носи 2 денари. Вие денеска во време на енергетска криза, ние немаме јасна ситуација како во наредниот временски период ќе се соочиме со тоа што еве реки тука блиско, како ќе се соочиме по 5-10 години Прилеп од каде ќе се снабдува со енергија, со електрична енергија. Но не дека нема идеи за решавање. Значи, тие идеи, јас сум се слушал прекрасни идеи. За да ги реализира некој, треба да има стручност за реализација. Еве, дојдовме на она што на почетокот. Но јас би рекла, стручност, во право сте за тоа, стручност за реализација на проекти кои што се напредни и ќе бидат во согласност со барањата на граѓаните, се со цел да се има забрзан развој, но и поголема одговорност, бидејќи се соочуваме пак од друга страна со превработеност на во администрацијата, во тој државен апарат. Граѓаните реагираат дека администрацијата е бавна, е спора, не е услужна и така натаму. Како во тој дел, во тој колективен договор, во тие членови на колективниот договор, одговорноста на административниот работник би била толку голема што ќе одговара пред граѓанинот доколку одредена работа не биде усогласена со барањата на луѓето. Зошто ова го говорам? Еден прост пример. Значи, минатата недела беше тука гостин еден од градежниците во општина Прилеп, кој што славеше 27 години од постојањето, станува збор за теракота. Честито. Градежниците, но и сите оние кои што сакаат да вложуваат, да инвестираат во градежништвото, бараат усогласувањето на нивните барања од службата во општина Прилеп, зборувам за сектор за урбанизам, за давање на податоци од детален урбанистички план, одобрение за градба. Сето тоа е малку заспано. Јас не случајно го посочувам овој сектор, бидејќи на тапете во моментов. Она што го кажа како податок е дека само 9
одобренија за градба биле издадени во изминатиот период од општина Прилеп. Тоа е навистина фрапантно. Не би сакала никого да напаѓам, но факт е дека административците се изложени на тапет кога станува збор на одрезена заспаност и дека не си бркаат некогаш работата. Како тоа може да се среди во колективен договор? Има ли шанса и можност и да одговараат на крајот на краиштата ако не ја довршат работата онака како што треба? Затоа што граѓаните велат, да, бараат плата, но колку работат за тоа? Значи, овие две прашања што всушност ми ги поставивте се дефинирани во колективниот договор. Права и обврски. Значи, колку повеќе ги унапредувате правата на вработените, толку повеќе ги унапредувате и обврските. Не може паралелно значи не може да имате големи права и мали обврски или да имате големи обврски а мали права. Дали ме разбирате? И паралелно мора да одат и другите трошоци што се прават во единиците на локалната самоуправа и во јавните предпријатија. Вие не можете да ги оставите, придонесите таксите и така натаму на едно исто ниво, ако имате во меѓувреме огромни трошоци во дело на набавката на некаков материјал, информатички средства, возобновување на информатичка опрема, за да бидеме поефикасни. Значи, тоа оди паралелно едно со друго. Локалниот економски развој мора да биде, како да речем, идеите мора да произлегуваат од бизнис секторот, но не можете да барате од администрација која што е, па да не кажам во стечај. Имате 5 милиони денари, 5 милиони евра за останати обврски. Значи, затоа зборувам. Правилното насочување на средствата, инвестицијата пред се во човечки капитал, ќе донесат сигурно побогат, поквалитетен, поексплозивен и поекспресен пат до подобри услуги. Така, ако е некој добро платен и стручен, не гледам причина да има застој во издавањето на било какви дозволи, не само од градежен тип, згора на се, значи една работа. Централната власт од 2005 година со децентрализацијата, ние имаме сериозен проблем како локални самоуправи во соработката со централната власт. Централната власт не навремено информира дека ќе дојди до некои обврски кои што треба да бидат спуштени на локално ниво. Зошто го зборувам ово? Значи, централната власт било директно одговорна за издавањето на некакви дозволи преку единиците, незините единици, да речеме Министерството за транспорт и врски, соодветни министерства, дозволи и така натаму. Имаме абсурдна ситуација во нашиот град. Имате 25.000 барања за легализација, први во Македонија. Имате најмногу решени барања за легализација, први во Македонија. Имате најмногу нерешени барања, први во Македонија. На што се должи? Значи, вака, лесно е во урбани општини да префрлите ингеренции. Пред да се префрлат ингеренциите, да речеме во делот на легализацијата, беше потребно општините да бидат екипирани со соодветен кадар, што ќе одговори на тие обврски. Значи, пред да почнете да изготвувате генерални детални планови, пред да почнат тие барања, општините мора да бидат екипирани. А за да бидат беше екипирана. Значи вака, општина. И затоа имаше најголем број на барања. Тоа што беше екипирано, тоа требаше да продолжи. Дојде до смена на генерации. Не можеме да привлечеме нови кадри да се вработат и тие нови кадри да го стекнуваат искуството од поискусните колеги. И сега ние имаме сериозен прекин во делот на пренесувањето на административни знаења. Во секоја институција, како и во секоја приватна фирма, имате степени на кариера. Значи, некој ако е вработен во државна администрација, сериозно се насочува и добро платен, тој сигурно е државен службеник од кариера. И не може секоја промена на власт да предизвикува огромни турбуленции. Дали ме разбирате? Тоа е основниот проблем. Ние мора да бидеме вистински сервис на граѓаните. Ние мора и јавните предпријатија да ги подобриме. Не може се да биде на терет на јавните предпријатија, а јавните предпријатија да останат со цени. Значи мора како да кажам, мора пазарно да настапуваме, инаку ќе ги уништиме оние кои што ни се најпотребни. Најпотребно ни е водоводното предпријатие. На долг рок не гледам Прилеп, да речеме,
кои се алтернативни извори што јавното комунално предпријатие треба да ги врши во делот на истражувања, ископи, инвестиции и така натаму. Така, значи јавното комунално предпријатие е комуналец. Не може да нема пари за да го обнови возниот парк, да речеме, или потребни алати, средства за работа, за одржување на хигиената и така натаму. Мора да се размислува Значи, за развој. во тој се она што ќе се поскапи, од, не знам, масло, млеко, шејкер, бензин, струја и така натаму, што е приватниот сектор, граѓаните вака или така го поздравуваат или не, никој не го поздравува, меѓутоа сите некако го прифаќаат, но ако се поскапуваат некои од услугите од општината или од јавните комунални предпријатија, тогаш како војна да се случува во град. Значи, ние мора еднаш да седнеме, да подготвиме јасна и прецизна стратегија, да бидат вклучени сите чинители. Значи сите, бизнес сектор, администрација, политички партии, совет, пратеници и така натаму, и Прилеп има неверојатни потенцијали во однос на другите општини што може да бидат се искористени. Сложувам. Да го напоменеме уште еднаш пред крајот член 24 од колективниот договор за усогласена минимална плата. Платата на вработените во општина Прилеп кои вршат работи со полно работно време и нормален учинок не смее да биде пониска од минималната плата утврдена со закон во Република Македонија. Работодавачот е должен платата да ја коригира согласно законот за минимална плата изгласан во тековната година. Вредноста на бодот се утврдува со одлуката за извршување на буџетот на општина Прилеп и сразмерно ќе се менува како за административните службеници, така и за работниците кои немаат статус на државни службеници согласно законот за минимална плата. Наедноставно кажано, усогласување на минималната плата со колективниот договор на УПОС, што е веќе потпишан во општина Прилеп. И сега, каде е ова неосновано, незаконито и не знам какво барање за зголемување на платите во администрацијата? Јас само нешто ќе Јасно и прецизно е пишано. Јасно, но рековме дека сме во навистина 3 кризи кои што одат паралелно, а тука вредноста на бодот се утврдува со одлуката за извршување на буџетот на општина Прилеп. Во случајот ова би било општина Прилеп е работодавачот ваш. И што доколку, еве и сами рековте, 5 милиони денари, евра, се извинувам, е недостиг, односно е недостаток во буџетот на општина Прилеп, кој што е од претходната општинска власт. Што ако нема пари општината за да плати? Не, значи буџетот се креира на таков начин дека треба значи општината како сервис на граѓаните барем минимум услуги да пружа, а за тоа сигурно дека треба да има барем вработени во општинската администрација што ќе ги пружаат тие услуги. Значи секој буџет се креира плати, надоместоци, придонеси и така натаму, така да ние не бараме ништо друго што ќе оди на штета на граѓаните или зголемување или не знам какво во делот на она што е наше право, не само синдикално, туку и човечко право да живееме со еден определен вредносен систем. Вредносниот систем е минималната плата. Јас и сега да го поништиме колективниот договор, условно кажано, одново да почнеме преговори и одново да треба да разговараме. Не знам кое е друго законско решение да го предложиме. Значи, едноставно нема од каде да се почне. Значи, ова не е црвена линија. Ова ние сме надзид. Притиснати надзид. Немаме црвена линија, всушност ние сме претходно стратегијата на државата, одлуките и така натаму, нас како администрација буквално не донесле до зид. Не разбирате, значи нема каде администрацијава од каде да почне преговори освен од минималната плата. И заради тоа јас ги замолувам сите да се однесуваат сериозно и одговорно. Заради тоа што ова не е нешто што е мртво слово на хартија, па нема некакви реперкусии. Јас веќе во текот на денешниот или утрешниот ден најавуваме вака честа се опомена до сите оние кои што треба да се погрижат колективниот договор. Токму во овој дел, во делот на остварувањето на платата, минималната плата за вработените во администрација, дека треба најсериозно да го сватат и доколку се против,
Јас барам поединечно со име и презиме да се изјаснат, за да знаеме точно што се причините со една сериозна одговорност да пристапат кон сето тоа. Нас стручни мислења ни биле потребни во делот кога сме воделе преговори околу овој договор. Така? Јасно. Значи сега е завршена работа, сега треба да пристапиме кон реализација на обврските од овој колективен договор. Јас ќе запрашам за колкав број на вработени во администрацијата во Прилеп станува збор од Прилеп? Значи вкупно во администрацијата се 150 вработени, вклучително и противпожарната единица која што брои 33 вработени. Зборуваме значи за зборуваме вработени на општини? месечно ниво. Ова минимална плата, 5124 е сега актуелната минимална плата. Ние зборуваме за месечно издатоци од буџетот на единицата на локална самоуправа Прилеп за околу 200.000 денари. Наједноставно да ви кажам, за икебани во општинава поеќе пари се даваат. Значи, може... Значи, усогласувањето, она вие што го барате, би значило 200.000 денари. 200.000 денари месечно, 3-3.500 евро. И тоа никако не може да биде некој да ме убедува дека тоа е на штета на буџетот или на штета на граѓаните или на не знам какви проекти што треба да се откажат. Дали дел од вработените во јавните предпријатија исто така спаѓаат во... Да, Што и, се членови на значи тие не се членови на УПОС, тие си имаат своји репрезентативни, индивидуални и колективни. Индивидуални зборувам дека да речеме јавното комунално предпријатие Водовод или Комуналец или Пазарис имаат своји синдикални организации, но и тие се представувани предпоставувам од некои репрезентативни синдикати, но на крајот сите сме во истиот дел. На крајот на денот сите сме во истиот дел. И Сонке тука, и да не набројувам сега синдикати на солидарна основа, ово го бараме сите заедно. Значи сите заедно. Че се согласите дека претходно наведените, да речеме во градинки, во основни, во средни, и да не зборувам на факултет, дека се со слични и како очекуваме нашите млади генерации да стекнуваат знаење кога вработените во овие институции се на работна екзистенција. Просто да објаснам. 36.000 денари е потрошувачката кошничка со минимум производи. И најевтини производи, без при тоа да имате вклучен некаков автомобил во вашето семејство. Кажете ми, двајца вработени, еве да речеме по 20-25 години во администрација или едниот во приватен, едниот во државен сектор, со минимални плати. Со 15.000 денари. Во старт месецов 6.000 денари се помалку. На крајот на годината се 12 месеци по 6, 72.000 денари помалку. Тоа се скоро 1.500 евро. Тие луѓе навистина се уметници како успеваат да одржуваат семејства во целост. И кој е дете од такво семејство ќе сака овде да остане, да учи, да се надоградува, да живее и така натаму. Треба некој вака да седни и да направи поголема стратегија. Јас сум овде само председател и наметнавме неколку теми, да разговараме околу сето ова. Јас, значи, апелирам до сите, ние сме, како да кажем, кога одиме во пресет на проблем, на предизвиците, ние не од предизвиците не правиме можности, туку правиме проблеми како општество. И ние ги трошиме последните ресурси од една генерација која што навистина беше во секој поглед ориентирана кон она што значеа темели на една држава. Ние треба да се ресетираме комплетно по сите основи. И последното прашање. Значи ние мора да се ресетираме и да почнеме да функционираме. Немаме Б план. Немаме или ќе фатиме чекор со современиот свет. Гледате дека современиот свет е на раскрсница, а ние овде се однесуваме како да патуваме низ времето и низ простор. Професорот Борче Давидковски, кога започнаа преговорите и договорите околу покачувањето на минималната плата, рече дека овие преговори и договарања ќе отворат Пандорината кутија. Но јас поинаку би рекла во овој момент, Македонија има околу 250.000 административци по разни основи. Младите се заминуваат, стручните кадри особено, и повозрастните ќе се заминат со младите заедно. Кога станува збор за работничките права, многу тешко е кога се преговара. Од каде да се почне? Нешто почна.
за минималната плата се преговараше, па еве, можеби ќе има од месец март да има покачена минимална плата. Но и таа минимална плата е недоволна. Стопанствениците велат дека станува збор за тоа што државата многу малку прави во делот на зголемување на продуктивноста на трудот, која што ќе оди пандан со покачувањето на минималната плата. Дали сме ние овде пазарно општество, колку ние се грижиме за луѓето и сами рековте, немаме човечки ресурси, се помалку ги има. Од каде да се почне за да се вреднува реално трудот на човекот по оваа држава? Бидејќи сте председател на синдикална организација, затоа и ви говорам. Дали е тоа колективниот договор или ќе продолжиме со закони да ги решаваме проблемите? Или пак реално ќе се свртиме кон пазарното стопанисување и однесување како сите нормални држави во овој свет? Многу едноставен одговорот. Во секоја општина, на ниво на држава, имате феноменални приватни фирми кои што имаат феноменален менеджмент. Па ние во Прилеп посебно, да не ги направиме Витаминка, Пивара, Конфиангел и така. Значи, доволно е да се преслика нивниот модел на функционирање во сета администрација. Јас не зборувам дека цела администрација сме во ист проблем. Државни институции се и МЕПСО, се и ЕЛЕМ, се и АЕК. Проверете да видите какви се нивните плати таму и кој заради какви услови и можности им дозволил на тие вработени таму да имаат такви плати. Сето на грбот на граѓаните. Значи ние, ако се ресетираме, треба да се ресетираме и законски, и овие модели на успешни менеджменти. Така, успешни се менеджментите на овие приватни фирми се носат и тие, и со економска, и со енергетска, и со пандемиска криза. И ги почитуваат и барањата, и си ги плаќаат на време обврските, и понатаму се многу успешни и во вакво оптужување. Така да, ние имаме модели на успешно менаџирање со институции. Значи, ние не треба нешто посебно да правиме, треба само тоа што е добра пракса во тие институции да го пресликаме и во државниот сектор. Права и обврски. Ништо друго. Нема друг рецепт за успех. Нема. Значи, така е и на запад, така и на исток. Права и обврски. Растат правата, растат обврските. Не може, никој на светот не може да преземи обврски, а да нема никакво право. Тоа е робски менталитет. Ние овде не сме насочени кон него. Ние сме упатени да соработуваме едни со други и нас, секој човек денеска што не дај Боже во оваа пандемија ќе почини или ќе се исели од оваа држава, е сериозен удар врз државноста, врз темелите на оваа држава. И ние тоа го прифативме ненормалното како нормално. Јас апелирам до сите, значи до сите. Сега станува збор за дело на колективниот договор, но и понатаму во дело на како треба да изгледа една законска регулатива. Нака ги пресликаат обврските, договорите, правата, вработените во било која успешна организација, нака се пресликаат истото тоа нака се бара и во државниот сектор. И да не се измислуваат работни позиции од типот на родова еднаквост, не знам, усогласување со некакви други работни позиции и така натаму, туку многу практични работни места во администрацијата, што ќе му помогнат на секој граѓанин поединечно. Да, граѓанинот пред се. И сигурно ќе се сложите на крајот дека што помалку политика во вработувањето во администрацијата, тоа подобра администрација. Сигурно. Ви благодарам за гостувањето. Се надевам дека дел од прашањата барем одговоривме, а доколку има одредени новини, исто така ќе информираме во однос на преговорите и во однос на процесот кој што го започнавте во општина Прилеп, повикувајќи ги советниците да го дадат својот глас за да може да се направи промената за усогласување со колективниот договор. Ви благодарам и вас, баш ми беше пријатно што и сад и нешто споделивме многу работи со прилепската и пошироката македонска јавност. Благодарам, почитувани, тоа беше гостувањето на Бошко Талиски, председател на синдикалната организација во општина Прилеп. Разговаравме околу барањата на УПОС, усогласувањето со минималната плата и усогласувањето со колективниот договор.